Добро утро. Сашо, денеска се наоѓаме, како што кажа, во Карпош, како што бевме и вчера, меѓутоа денеска со друга тема за разговор. Денеска ќе зборуваме за екологијата, за чистата животна средина, а веќе ќе може да забележите дека со нас на линкот е Илијана Поповска, добро познато лице во македонскиот политички живот, која што 3 мандати беше пратеничка во Собранието, председателка на партијата на Зелените. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, фала за поканата. Би констатирала дека денеска имаме убав и не многу загаден ден. Да, за среќа, меѓутоа не треба да се надеваме, да се радуваме на ветре, туку треба ние да си ја завршиме работата. Така, тоа сакав и да прашам. Долго време посочувавте, објаснувавте како долгорочно да се спасиме од загадувањето. Мислите ли дека барем малку успеавте нешто да издействувате и какви се вашите погледи и согледувања за блиска иднина? Да, се направиле многу работи. Знаете, пред 15 на години, ако се вратам назад на почетоците, тогаш ниту имаше еколошки закони според европски директиви, ниту имаше институции, инспекторати како институции за контрола на загадувањето. Тие работи ги има сега и борба беше за секој еден закон, за секоја една институција, па потоа за зголемување на бројот на инспектори. Ако пред 10 на години имало по 2-3 инспектори вкупно на ниво на држава за животна средина, сега има, да речеме, 15 инспектори на државно ниво, во градот Скопје има 4 или 5 инспектори за животна средина и во едно 10-20 можеби градови низ Македонија по еден инспектор. Меѓутоа, се вкупно кога ќе соберете, тоа се некои 30-40 или 50 инспектори на ниво на цела држава. Она што сега треба да се направи, треба веќе да се димензионираме како што треба и институционално, со капацитети и секако и со средства кои што се вложуваат за животна средина. Имено, јас тврдам дека би требало според проценките да има барем 10 пати повеќе инспектори, воопшто зборувам на ниво на држава, барем 10 пати повеќе лаборатории кои што ќе мерат. Сега има неколку сена се акредитирани лаборатории, конечно да се доакредитира државната лабораторија, за тоа пред една година поднесував и амандмани, фала Богу тогаш беше прифатен, се обезбедија средства за да почне акредитацијата, меѓутоа треба да се дополни сето тоа. И што е многу важно, лабораториите наши за сега мерат, знаете, само неколку параметри, неколку крајни продукти на распаѓање при горењето на горивата. Значи, да, тоа е јаглен моноксид, NOx, азотни оксиди, сулфур диоксид, озон и така натаму. Меѓутоа, тоа не е доволно. PM10 и PM2,5. И тоа не мерат ниту сите мерни станици како што треба. Тоа е посебно прашање и посебна тема и тоа е нешто што не треба да се зборува веќе. Едноставно сите мерни станици треба да функционираат, треба уште и повеќе да се обезбедат. Но, да се вратам на лабораториите, лабораториите треба да го прошират својот асортиман на мерење, затоа што треба да знаеме дека загадување има секаде каде што има горилник и гориво, кое што гори. А тоа е во сите индустријски објекти и во сите јавни и приватни објекти каде што се загреваат. Значи, тоа се огромен број места на загадување. Се разбира, голем дел од тие се прилагодени според законите, имаат одредени филтри или циклони водени за фаќање на частичките, меѓутоа сето тоа не е доволно. Така што самата контрола на гасовите кои што се испуштаат и на тврдите субстанци треба да значи поширок асортиман во лабораториите, што значи треба да се мерат и цела палета на органски соединенија кои што се испуштаат при распаѓањето. Затоа што фосилните горива со кои што претежно се уште се грее не само и гори во индустријата и Македонија и цела Југоисточна Европа, јас би рекла, за жал, сите ние практично треба да знаеме дека фосилните горива се извор на безброј други соединенија, освен оние крајните кои што се мерат. Тоа има фурани, диоксани, безброј јагленоводороди кои што сите се канцерогени или штетни во најмала рака,
кои воопшто не се мерат и ние Како да го промениме тоа? Како да се треба едноставно да се има методи хемиски, технолошки како да се мери, меѓутоа треба лабораториите да бидат опремени, треба инспекторите да бидат обучени, треба да има стручни инспектори, повеќе инженери, технолози, хемичари и така натаму кои што ќе ги знаат процесите, металурзи, онаму каде што се металуршки процеси, да ги знаат процесите и соодветно да постапат. Значи треба вложување во инфраструктурата на овие институции за кои што толку многу се боревме, ги имаме институциите, но тие треба да зајакнат, тие треба да имаат капацитет на вистина да контролираат. И понатаму, она што е многу важно, Македонија треба да го донесе конечно законот за контрола на индустријски емисии. Тој е направен според Европската директива за индустријски емисии и од 2010 е таа директива, а Македонија влезе во припрема на тој закон и во обука на своите инспектори и на општеството за да ја примени таа директива и затоа и се направи овој закон за контрола на индустријски емисии, меѓутоа тој закон направен лежи некаде од бирократски причини, јас би рекла, во Министерството за животна средина и просторно планирање. Значи, треба да се види зошто таму е заглавен. Тој е толку важен, токму за да се стават нови начини, методи на работа според најновите достигнувања во светот. И уште една работа. Мораме да ги препрочитаме сите дозволи за загадувачите. Имаме над 150 индустријски објекти со А интегрирана дозвола, над 500 објекти со Б интегрирана дозвола и илјадници објекти што работат со елаборати. Затоа и спомнував колку многу ни требаат инспектори и лаборатории за сето тоа да го исконтролираат. Меѓутоа, прво треба сите овие објекти и Министерството за животна средина заедно со инспекторатите, значи да ги стават во ред, уште еднаш да се препрочитаат сите тие дозволи за еколошки кои што се пишувани. Значи дека треба да се внимава на кого се дава дозвола кога се отвара било каква фабрика? Апсолутно, меѓутоа и тие што ги добиле дозволите треба да се види тие луѓе кои што им ги одобриле некогаш, толку знаеле, толку биле да речам ограничувањата за загадување и така се направени. Сега со текот на времето во ЕУ да речеме се повеќе и повеќе се стеснува просторот за можноста за загадување, се симнуваат праговите на загадување и така натаму. Сето тоа треба да се внесе во овие дозволи и треба да се направи една сериозна темелна ревизија, затоа што наскоро јас мислам дека кога ќе почнат сериозно да се препрочитуваат, јас многу очекувам од државниот инспекторат, од новата директорка Ана Петровска таму, која што почнува гледам темелно, сериозно да работи, почнувајќи од читањето на тие дозволи, каде што мислам дека ќе најдеме многу интересни работи кои што секако треба да се исфрлат и да се модифицираат, за да може и самите загадувачи да знаат што каде грешат. Затоа што, знаете, многу зависи како го водите технолошкиот процес. Ако вие го водите неконтролирано, тогаш ќе има побурно испуштање на загадувачки материи. Треба да се води под одреден умерен режим, понатаму треба да се знае точно какви филтри, на колку време да се менуваат, да се чистат, какви водени циклони за паѓање на частичките и така натаму. Многу работи има што треба да се направат. Јас се задржав на индустријското загадување, меѓутоа да не заборавиме дека има загадување и од возилата, имаме огромен возен парк, стар возен парк, тоа треба да се обновува, треба нови измени, тука се боревме и се воведоа одредени измени, меѓутоа на крај повторно во законот што го тангираше сообраќајот, едноставно налепниците кои што требаше да бидат еколошки налепници се отфрлија од популистички причини. Тие налепници треба да се воведат, треба да се воведе можност за замена на старите возила со нови. И, значи, кога се прават еколошки потфати, државата треба паралелно со зајакнување на еколошките мерки да внесе и социјални мерки за да ја реши сиромаштијата, затоа што не секој може да си дозволи да вложи за да не загадува. Значи, еколошките и социјалните мерки треба заедно да одат. Владата има направено доста работи на овие планови, меѓутоа треба уште многу
многу да се работи и тука сме сите да се договараме, да сугерираме, да се бориме да биде добро. Како што видите, тука сме да се договараме, нели, меѓутоа некако впечатокот е дека се останува само на договор, а многу малку процент на реализација. Веќе не сте една година или две не сте веќе на парламентот, една година така, меѓутоа вие бевте долги години таму, успеавте ли барем нешто да издействувате и мислите ли дека зад себе оставивте на некој начин поттик за идните ваши следбеници кои што би можеле барем нешто понатаму да продолжат и конечно да не биде тоа само на пресконференции, на зборување на седниците, меѓутоа и во пракса да се види подобрување на животната средина и намалување на загадувањето. Да, секако. Еве, кратко ќе биде времето да ги набројам сите работи што сме ги постигнале, меѓутоа на кратко да потсетам дека топилницата во Велес кога имаше обид да се рестартира, дом беше и јас како председателка тогаш бевме единствена политичка партија која што ја прифати поканата од Зелената коалиција од Велес и застанавме заедно рамо до рамо со сите активисти да се бориме против рестарт на топилницата и тоа беше првата еколошка револуција, така да речам, каде што на крајот застанавме сите од сите политички партии и се спречи тоа. Бевме во влада, меѓутоа работевме апсолутно опозиционо во интерес на екологијата на ова прашање. Или да речеме имаше идеја да се отвори топилница железара среде Лозје во Неготино. Нашиот советник тогаш и ние сите како партија застанавме и го спречивме тоа. Исто така бевме во влада, меѓутоа го спречивме, ние бевме во првите редови, од нас побара едноставно винарите, лозарите таму тоа да го правиме, да поведеме и тоа го направивме. Понатаму редица закони, законот последниот, еве да подсетам, повеќе ќе го помнат помладите, законот за забрана на увоз на отпад како енергенс, тој беше донесен исто со тешки борби. И еден од најважните закони кои што сум го пишувала и за кој што сум лобирала и сме го донеле и заедно и со колешката со која што бевме Маја Морачани, значи во парламентот, тоа е законот за минерални суровини. Измените со кои што спречивме употреба на цијаниди и сулфурна киселина во рудници со отворен коп. Тој закон е толку многу важен, толку многу важен за Македонија, за населението, за граѓаните во Македонија, што не секој ги знае процесите, какви се технолошки во тие рудници, но оние што разбираат знаат дека тој закон спаси и ќе спаси илјадници животи и здравје и комплетно ја спаси природата во Македонија и здравјето на граѓаните, затоа што со сите тие силни рудници што беа планирани да работат преполни со јами во ридовите со цијаниди и сулфурна киселина, ние ќе ја немавме за 30 години колку што траат тие концесии Македонија. Така што велам, нема време да набрам, еве вака нафрлив само ред работи, а да не зборувам за сите други подобрувања на закони или носење комплетни нови закони поврзани со екологија. Едноставно ние ја туркавме. Екологијата и она што го прави партијата Дом имаат свој добар рекорд, што се вели, и добро портфолио за ситуацијата со загадувањето во Македонија од сите видови на отпади и сите видови на загадувачи.